Почитувани гледачи, се јавуваме повторно од студиото на К3 телевизија, каде продолжуваме со вториот дел од утринската програма, утринската емисија Нов ден. Инаку, имам интересна тема, а и се разбира интересна гостинка во нашето студио. Станува збор за госпоѓа Јасминка Наумовска, дипломиран психолог, а воедно и гешталт психотерапевт. За темата малку покасно, но за почеток би сакале да ја представиме малку повеќе госпоѓата Наумовска. Која е госпоѓа Јасминка Наумовска? Повелете. Па, еве вака, за почеток сакам да ги поздравам гледачите на К3 телевизија. Се надевам дека убаво ќе се дружиме ова утро. Јас сум Јасминка Наумовска, дипломиран психолог, гешталт психотерапевт. Гешталт терапија завршив во Гешталт центар Белград под водство на едукаторот Младен Костич и се здобив со лиценца за обавување на таа психотераписка дејност. Инаку членка сум на Македонската асоциација на психотерапевтите во Македонија и животот го сваќам како можност за раст и развој во психичка и духовна смисла. Сите ние имаме потенцијали за саморазвој, да одиме по тој пат на индивидуацијата. Ако тоа не го правиме, тогаш навистина ќе стоиме во место, а без да се развиваме, стоењето во место е еден пат кон смртта, односно полека душата умира на тој начин. Инаку, автор сум на вкупно 10 книги и сега би сакала вака само насловите на книгите за запознавање, да ги кажам. Првата моја книга носи наслов Сонуван сон или несонувана виделина. Можам да кажам дека во оваа книга се проточени воглавно моите сонови, мојот раст и развој преку соновите. Тоа навистина значи се случува и ете така книгата, сето тоа што се случуваше, кој беше сврзано со мене, ја преточи во оваа книга и сметам дека на секого ќе биде корисна. Втората книга носи наслов Допир, тоа се пократки и подолги некои, да кажам, раскази, но имаат единствена цел да ја прошират свесноста кај читателот. Третата книга е романот. Романот без љубов, тоа е една приказна меѓу три жени кои се во потрага по љубовта, наоѓаат разни начини како да дојдат до неа, да ја осознаат и да ја придобијат за себе. Приказната на трите жени се плете како плетенка, едната од нив успеа да ја осознае и да ја придобие љубовта, како и на кој начин тоа е во книгата, во романот без љубов. Понатаму Сонцето на крајот од патот, оваа книга е сврзана за стравот, за таа деструктивна сила на стравот, која сите ние ја чувствуваме во текот на нашиот живот и која на така не се ослободуваме баш лесно. И тука се дадени тие чекори, како чекор по чекор да се чекори за да човекот се ослободи нели полека и полека од и да го надмине стравот. Книгата која јас така мене лично многу ми се допаѓа, носи наслов Длабочини. Сега длабочини, зошто длабочини? Па нурнување во внатрешните длабочини, внатрешните процеси наши и свесно враќање назад. Значи тоа е клучно и акцентот е тука да се навистина нурнеме во длабочините на внатрешните процеси, но свесно да се вратиме назад. Понатаму уште еден роман, Постоење. Ова роман е сврзан за едно функционирање на едно современо така да кажам, семејство во современи услови и тука се дадени релациите помеѓу членовите, што и како се случува, тоа е се во романот. Потоа Траги на душата, Сенки на животот и овие две, сега што ќе ги кажам наслови, Огниште искаено од сонови и синиот звук на љубовта. Неодамна државме промоција во Домот на културата Трајко Прокопиев. Едната, ова Огниште искаено од сонови, тоа е функција, интерпретација и сето оно што е сврзано за соновите и нивната вредност, а втората книга за љубовта. Како да дојдеме нели до љубовта, како да ја продобиеме, каде да ја бараме. Значи сите тие прашања се тука. Значи ете така тоа е што би сакала да кажам воглавно за мене. Убаво, сигурно кој сака да поработи малку на себе, може да ги побара вашите дела, да прочита малку, да поднаучи, а денеска ние во нашето студио ќе се потрудиме со нашата гостинка да ви одговориме и да објасниме на барем еден мал дел на се она што не мачи и се она што го носиме во нас, а всушност не знаеме и не умееме да го искажеме или пак да му го дадеме името.
Затоа со нас е госпоѓа Јасмика Наумовска, а темата која е воедно и гешталт психотерапевт. За почеток само сакам да го објаснам називот гешталт, што во превод ни значи, барем да се потрудиме по она што можевме да го преведеме и да го најдеме. Гешталт е германски збор кој не можеме буквално да го преведеме, освен да го објасниме како севкупност, целовитост или потполна форма. Значи, тоа е дел од она што можевме да го најдеме, што значи зборот гешталт. Сега, што се подразбира под терапијата гешталт? Се занимава со личност, а не со проблем. Вашето стручно мислење. Да. Вака да ви кажам, гешталт има германско потекло зборот. Така. И значи, како што и вие рековте, една целовитост, една форма, конфигурација, но меѓутоа значи и задоволување на потребите. Ние кога нашите потреби ќе ги задоволиме на некој начин, тогаш навистина ја создаваме таа целина. И ние немаме многу проблем во функционирањето, па затоа и овој збор гешталт е сврзан и значи целина и значењето негово е нели задоволување на потреби, меѓу другото како конфигурација и како што рековте и форма. Инаку гешталт терапијата е хуманистички правец во психологијата и наречена така трета сила, и тоа е најсветло чедо во психологијата, а во последниве години најпопуларен и за мене најефикасен правец. Значи, тоа е растечко ориентиран, интегративен пристап за работа со луѓе, каде што акцент става на контекстот и на односот. Значи, го опфаќа интелектуалното, интерперсоналното, психичкото, физичкото, емотивното и духовното искуство, и така да нивната поврзаност ја отсликува историјата на личноста како и на културата. Е камен темелник, би можела да кажам, на гешталт терапијата, тоа е целовитост и интеграција. Средствата кои ги користи гешталт терапијата, тоа се средба, експеримент и свесност. Значи, целта на гешталт терапија секако дека е проширување на свесност, а свесноста создава една права алхемија во нашиот живот, која е сврзана за промена на она со кое ние не сме задоволни. Следното на што би можеле да одговориме, нели, што е свесност? Па вака, би сакала сега тука нешто да дополнам, па би оделе на свесност. Вака гешталт терапијата сакам да ја представам. Ако би она била представена во вид на едно дрво, тогаш во незините корени би било психоанализа и карактерна анализа. Стеблото го сочинува неизино феноменологијата. Што е феноменологија? Па тоа оно кое е непосредно дадено составање на заграда на некои заклучоци, анализи, предрасуди и така натаму. И тука е во стеблото екзистенционализам, значи таа е сврзана за сето она кое е поврзано со екзистенционалното функционирање на човекот. И незината крошна на гешталт психотерапијата е составена од како да кажам трансперсоналните сваќања и источната филозофија. Така, во главном да биде сликовито, да ја осликам гешталт терапијата, инаку незината цел, како што реков, е проширувањето на свесноста, значи да го видиме она кое не го гледаме, да го слушнеме она кое не поради нашето несвесно функционирање не сме во состојба тоа да го направиме. Сега, дефиницијата која се употребува во гешталт терапијата, а која е сврзана за свесноста, па би можела да ја кажам, значи свесноста е процес на воспоставување на контакт со најважните случаи во полето, организам, средината, со потполна сензомоторна, когнитивна, емоционална и енергетска поддршка. Значи со свесноста може, така да кажам, да се постигне максимална концентрација на сите наши организмични активности, вклучувајќи ги мислите и чувствата при контакт на организмот со средината, меѓу кои се врши некоја важна трансакција. И сега сакам да ја кажам и дефиницијата на Горан Стефчевски. Тој ја има изнесено во една од неговите книги. Вели, свесноста е пронаоѓање, будење и вградување на чувството на љубов во себе.
Така. Значи, навистина ние љубовта можеме да ја најдеме само со помош на свесност. Сега кога таа љубов ќе ја придобиеме за себе, незината силата на љубовта е толку голема, што таа може да најде решение за сите проблеми со кои ние се измачуваме, не можеме да најдеме нити пак решение, нити пак да се одговориме на самите себе. Ете така воглавном. И сега за свесноста тука е клучно. Клучно е што ако циклусот на свесноста оди без препреки, човекот нема проблем во своето функционирање. Еве вака, за сите да биде малку појасно, со едноставен пример ќе кажам. Како оди тој, како тече тој циклус на свесност. Например, човекот има сензации дека е жеден. Сега тој е жеден и станува свесен дека му се пие вода. Ги мобилизира своите сили, понатаму стапува во акција, прави финален контакт, значи во контакт со водата ја пие, чувствува задоволство, се повлекува и доаѓа во една нулта точка, каде што има хомеостатска равнотежа, неговата потреба е задоволена. Значи, ваквото функционирање на човекот нема проблем, тука нели потребата е задоволена. Но меѓутоа може да настане во секоја фаза прекин на циклусот на свесност. Кога сега тука човекот ги употребува механизмите на одбрана, а тие механизми на одбрана несвесно функционира. Во фазата на сензација, така да кажам, ако настане сега прекин, тогаш човекот се десензитизира. Зошто настанува до прекин? Тоа од различити причини настанува прекинот. Прекинот настанува од многу причини, но меѓутоа во коренот на сите тие прекини, по мене, е стравот. Стравот. Тука, што ќе се случи ако јас секој индивидуално прекинот го прави. Нема тука нешто, ние сме индивидуални суштества и секој на наш собствен начин со нашите случувања, внатрешни превривања, го направиме тој прекин. Во фазата, значи тука десензитизација може да се случи, во фазата на свесност исто така може да настане дефлексија. Тоа е механизмот на одбрана каде што се избегнува директен контакт. Например, жената зборува за клучен проблем, тоа мажот вели, денеска ќе врне. Значи, тоа е избегнување на директен контакт со она кој е даденот. Понатаму може циклусот да биде прекинат во фазата на мобилизација. Човекот, значи, јас ќе се мобилизирам да ја задоволам мојата потреба, но меѓутоа механизмот на тука прекинот се сврзан со механизмот за одбрана, тоа е интроекцијата. Па сега јас ќе го направам тоа, но меѓутоа што ќе кажат другите? Тие велат дека вака треба да биде. Стравот од реакцијата. Да. Понатаму во акција, тога се јавува механизмот, ако настане прекин, тоа е проекцијата, сопствените делови ги проектираме на други. Понатаму во финалниот контакт, токму кога да се направи контакт за да се задоволи нашата потреба, тогаш настанува таа ретрофлексија, она кое е наменето за други го свртуваме кон себе. И можам да кажам, поради овој механизам се случуваат и самоубиствата. Например, некој толку има некој емоционален отров во себе акумулиран и сака да убие некого, значи мисли дека е окупиране со тоа, сега поради механизмот на одбрана не може тоа да го направи, не го свртува кон себе, па прави самоубиство. Тука, ако настане, например, во фазата прекинот на циклусот на свесноста, во фазата на задоволство, тогаш настанува еготизам. Тоа е спречување на спонтаноста со помошта на контрола и на крај повлекување. Луѓето не може да се повлечат, бидејќи се во еден конфлуентен однос, односно своите граници ги имаат нарушено, сврзано со границите на другиот или другите, на другиот, и така се наоѓа во конфлуентен однос и тоа е несвесен механизам. Со овие механизми човекот се спречува за да без пречки го заокружи тој циклус на свесност, таа целовитост. Ете така, тоа малку да појаснам. Добро. Следното на што сакаме да одговориме е сегашност. Свесноста секогаш се случува во сегашност. Така. И сега, навистина се ме прашуваат по-добро сегашност, што е тоа сегашност? Сегашноста е составена од безброј мали сегашности кои постојано се обновуваат на тој некој континуум на минливоста. И би сакала тука да кажам зборовите на Крамер, вели што е сегашност? Па авантура.
представува и опасност затоа што никаде нема сигурност, а таму каде е опасноста, таму е животот. Значи, тоа е сегашноста е препуштање на сегашноста, нели? Сега и ние сме во еден добар контакт во сегашност и сегашноста е она која реално постои. Луѓето, да ви кажам, многу малку се присутни така некако во сегашноста. Или се во минатото или во еднината. Поради тоа, нивното само измачување со мислите го враќаат минатото во сегашноста, како и во сегашноста тие прават претпоставки за иднина. И на тој начин, навистина, таквата состојба измачувачка и едноставно создава некој немир и бука во глава. Умот не е мирен, постојано скока од минатото. Но меѓутоа, кога се пропушта сегашноста, значи човекот не е учесник во сегашноста, него дозволува животот да помине крај него. Кој е вашиот начин, како да ги освестиме луѓето да живеат денеска, сега, овој ден, овој миг? Па да ви кажам, вака, секој кој се со мислите враќа во минатото има причина за тоа. Тука се незавршените работи. И незавршените работи ја голтаат енергијата кај човекот. Значи, тие се таму, како да кажам, тие, што ме нешто незавршено, тоа го бара завршувањето. И тоа ќе наоѓа секој момент да ја покаже својата доминантност, се додека човекот нерешените работи не ги заврши и не стави точка за крај. Тогаш ќе нема повеќе да го враќа, нели, со мислите да се навраќа во минатото и тогаш ќе даде предност, шанса да тој се препушти на сегашност. Добро, тоа е за минатото. А зошто се живее во еднината? Зошто се живее во плановите кои што некогаш сакаме да ги направиме и дури и временски се живее, да кажеме, во еден период од година дена или половина година, не е важно? Па вака да ви кажам, луѓето ја избегнуваат сегашноста затоа што сегашноста бара контакт со себе. Сега не може човек да е присутен во сегашноста ако нема добар контакт со себе. Контактот со себе може многу работи тој да види. Точно. Сега работи кои најчесто не му се допаѓаат, така? Не му се допаѓаат, може да сегашниот момент едноставно може да открие некоја негова болка, некоја негова непријатност. И многу му е полесно, но меѓутоа избегнувајќи ја непријатноста, избегувајќи ги болките, тој самиот себе се самозаробува, односно тоа е стоење во место. Значи нема промена. Тоа исто како колата кога е во лерт, се троши голема количина на енергија, нема движење. Така. И затоа на човекот многу му е полесно таму да се скока, но меѓутоа сегашноста, сегашноста, значи присутноста во сегашноста, соочувањето и прифаќањето на она што е во сегашноста, дава шанса, нели, за решение, за менување, за раст и развој. Како можеме ние на едината ако живееме во сегашноста? Како можеме да растеме и да се развиваме кога ги избегнуваме ние непријатностите и болките? Не може така. Не е животот розов, не се носи тежина со која тоа е мора сврзано да со прифаќањето. Кај мене доаѓаат клиенти и вели не може тоа така, јас не прифаќам. Па добро, сега неприфаќањето е сврзано со тоа. Не прифаќам тоа така, но меѓутоа поради што не прифаќам? Па не прифаќам, не го прифаќам партнерот како таков и тогаш имам тенденција да го менувам. И сега тука поставувам прашање, па добро, имаш ли ти моќ да го менуваш, другите да ги менуваш? Ние немаме моќ да ги менуваме другите, но меѓутоа имаме таа силата, имаме тој вроден потенцијал да се менуваме самите себе и начинот на гледање на нашиот партнер и начинот на гледање на работите и тоа е патот за да ја прифатиме таа некоја туѓа различност. Вака да ви кажам, потребите сите ги имаме, тие се тука, било да се активни или не. Ако не се активни, тие ги бараат поволниот момент да излезат на површина и да станат фигура, да се, нели, потребата да се задоволи кај секој човек. Но меѓутоа така да кажам, со потистување, со отуѓување на нашите потреби, отуѓуваме делови од сопствената личност. Кога ги отуѓуваме тие делови од нашата сопствена личност, тогаш навистина
не сме целовити, не сме интегрирани. И човекот додека не си ги пронајде деловите, не ги освести и повторно нели да си ги врати назад, тогаш што ќе постигне таа целовитост, таа интеграција и тогаш ќе почне да функционира здраво. Сега како ми поставуваат прашање, добро, чекај, ете така, ама како јас си ги губам, па зар јас да си ги губам? Како оди тој процес на губење на собствените делови, на прекин на таа потреба? Така. Па тоа, да ви кажам, вака се случува уште од детството. Значи, детето, за да се спаси од некоја казна родителска, тоа на местото на своите потреби прима нешто мора и треба, наметнато од родителите, за да се спаси нели од казна, закана или така натаму, но во таквата една ситуација тоа е креативно решение. Нели дете, креативно решение наоѓа некое. Креативноста не но е така, подосна, детска. значи во слични ситуации, кога нема реална основа за едно такво однесување, автоматски се повторува таа активност, која со текот на време станува навика, навиката е несвесна. И ова е процесот на отоѓување на собствените делови, ова е процесот кога психиката го разорува телото. Ете така настанува тоа. И гешталт терапијата, меѓу другото, значи, работи на интеграција, значи на враќањето на сето она кое е наше, а кое во текот на животот сме го изгубиле, го враќаме назад и сигурно дека нешто кога е наше изгубено, а го враќаме, ние се чувствуваме здраво. Така е. Почитувани колеги, би можеле да ни пуштите некоја музика, затоа што навистина разговорот е многу интересен, навлеговме длабоко во мислите, да се опуштиме малку со музика. World of lights and music that felt so nice. Oh, yeah. Living for the moment, never worrying how. Reminiscing about those summer days. Sunshine all around us and happy faces. Always thinking adventure, new places, yeah. Such a sweet nostalgic journey life is. Those white, cold winter days, family and friends in a cozy place. Oh, precious memories inside me. I wanna live my life, always with loved ones by my side and full of fantasy. Always seeking adventure, new places, such a sweet nostalgic journey life is. And goes by, never waste a moment, smile.
Се враќаме повторно во нашето студио, каде наша гостинка е госпоđa Јасминка Наумовска, дипломиран психолог, воедно и гешталт психотерапевт, што е и наша денешна тема. Да продолжиме со нашиот разговор. Како човекот се спречува да ги задоволи своите потреби, проговоривме нешто. Да. Што е одговорноста во тој дел? Па вака да ви кажам, свесноста и одговорноста одат рака под рака. Најчесто. Значи човекот кога ќе ги освести некои своји начини на функционирање, тој ја превзема одговорноста за она кое му се случува во неговиот живот и престанува да ги оптужува другите. Што е многу, многу важно. Да. И еден голем проблем. Сите ги, да, во воглавно луѓето ги оптужуваат другите за она кој им се случува, од поаѓајќи од родителите се криви за ова, за она, па до државата на крај. Сега, значи, да видиме што е одговорност. Одговорност е давање одговор на собствените потреби. Значи, одговорност е да се биде креатор на собствениот живот и главен актер во него. Значи, да се кормилото на собствениот живот да се земе во своји раце и да се оди таму каде што, значи, човекот чувствува дека сака. Ако кормилото на животот се даде во туѓи раце, тогаш мора да го возат другите. И ако не појде онака како што сме замислили, одговорности самите ја прифаќаме. Тоа е наша одлука, дали е така? Ако ние, значи, ако сме сврзани со нашите чувства, Така. знаете, видите, тоа е поврзано со прифаќањето. Човекот има проблем првин да се прифати самиот себе си. А за прифаќањето е потребен, нели, рековме дека се отуѓува делови или поради тие интроектите треба, навистина има проблем со прифаќањето. И сега, како да се справи со сето тоа, па мислам дека нема друг начин осим да се сврти кон себе, да ги остави другите и да почне да работи на себе. Многу сакам да разберам, а не можам да разберам. Зошто кога човекот греши, кога прави грешки, кои веќе се евидентни, дури и веќе со последици, зошто е тешко да се прифатат грешките во животот? Ако самото прифаќање на грешките кои очигледно не водат во лош правец, значи имаме лош исход на одредена ситуација, без разлика дали е љубовна, дали е пословна, не е важно. Така, да. Зошто е тешко да се прифати дека се греши, дека нема резултати, дека се лебдее во безвоздушен простор, дека веќе се нема изглед, нема улички и правци позитивни? Зошто е тешко да се прифати грешката и да се каже доста е, погреши, затоа што гледам дека околу мене ништо позитивно не ми се случува. Дури и веќе подсвесно влијае на психата и се менува личноста, која веќе е полна со негативна енергија, негативно делува на околината и наеднаш ја окрилува комплетната околина за еден таков момент. Па видите, да ви кажам, таквото едно функционирање е избегнување. Избегнување на она не сака да види. Ако ја види вистината, тоа може да биде болно. Па болно е, точно. Да, тоа е болно, но меѓутоа Ќе боли, но ќе помине, нели? Да, ќе помине, но да ви кажам тука подлабоки се корените. Може би има некоја мазохистичка тенденција ако некој постојано прави нешто што се одразува лошо на него. Да ужива, да живе во негативен свет, во негативни мисли. Сега тоа треба да се истражи, да се види секако дека ние едно однесување, например, еве, да кажам, фобичните реакции, тука има напластување на тие стравови, да кажам, еве еден пример. И сега кога се лупи слој по слој се доаѓа до коренот на проблемот. Значи секој индивидуално има поради што некој постојано си прави непријатности, постојано нешто прави исто, а тоа е лошо за него. Значи секако тука има повеќе некои слоеви кои треба да се излупат за да се дојде поради што е тоа, можеби некоја таа мазохистичка тенденција во коренот или се случува нешто сосема друго. Може би тоа има нешто. Или пак може влече некои работи од детството, значи секој проблем индивидуално се решава, но меѓутоа кога човекот ќе стапи во контакт со своите мисли и чувства во сегашност, на површината избива тие конфликтни содржини.
И кога ќе се проработат и продлабочат тие конфликтни содржини, тогаш и секој од нас доаѓа до увид. А што спаѓа во увидот? Па увидот содржи сваќање, разбирање, свесност за она што и како си го правиме на себе. Значи, сјајот на свесноста овозможува да видиме што влегува, што излегува од нас, што може да направиме ние, што може да направат другите. И да ви кажам, свесноста навистина е најголемиот лек за се и се што. Тоа е најголемиот лек за спознание на самиот себе и за решавање на сите незадоволства кои самите Едноставно прочестување на сето тоа на излегува, на станува прочестување. Ако се пристапи, нели, што велите вие, дел по дел, лушпа по лушпа, кога ќе се исчисти и кога ќе се дојде до проблемот. Клучно е тоа да прифати човекот дека има проблем. Да. Прифаќањето е чекор кон промена, да се соочи со проблемот. И да се пристапи. И едноставно соочувањето и продлабочувањето на проблемот води по патот на свесноста. Значи, клиентот и психотерапевтот во договорено време, нели, имаат еден хоризонтален ослов, работат на некој проблем, имаат, како да кажам, водат еден диалошки однос и диалошкиот разговор ја поттикнува свесноста. Значи, тоа е разговор кој резултира на свесност за да се види она што се случува на самата психотерапија. И тука има топлина, грижа, прифаќање, признавање и навистина заеднички. Значи, психотерапевтот го патува по патот на свесноста и заеднички тие достигаат свесноста. Сакам да ве прашам нешто, дали е лош пристапот кога веќе сте во контакт со една таква личност и кога веќе сето ова што се случува, што ви објаснив отприлика, дали е лош пристапот кога разговарате за таа особа, за сите тие негативни работи кои што му се случуваат, за неприфаќање на проблемот кој што се случува, дали е лош пристап кога веќе разговарате на тој начин, а личноста не сака да разговара? Вака да ви кажам, психотерапијата вака не се работи, не се бара, например, тука да нешто, тука нема мора и треба. Значи, некој доаѓа на психотерапија токму поради тоа, што нешто прави мора и треба. И сега, при тоа заедничко дружење, психотерапевтот ги согледува елементите во текот на разговорот, кои се несработени и го насочува кон обработка на тие елементи. И да ви кажам, во психотерапијата она дружење е рамноправно, она дружење е другарски, тука навистина нема она мора и треба. Така да при заедничкиот разговор тука има отварање, тука има топлина и сето тоа. И тоа е психотерапијата за да може, нели, убаво да се чувствува клиентот, за да може да ги искаже отворено своите мисли, своите чувства, за да може и тоа да го сработи. Да ве прашам нешто друго што не е еден, да кажеме, многу чест проблем во сегашниот, во денешното време. Во прашање е проблемот во партнерските односи станува збор за доминација. Значи, сите се вработени, сите имаат своји материјални средства, сите имаат своји правци во кои живеат, навики и така натаму. Значи, еден пар, партнерските односи се многу нарушени. Значи, воопшто не се почитува, како да кажам, партнерот во ниеден сегмент, или постојано се иде на тоа да се наметне своето јас во одредената врска, во одредениот однос, и воопшто не се прифаќа различноста на другиот партнер. Велат, не значи ако сум различен, дека сум лош. Само сум различен. Ништо повеќе од тоа. Што е кој е помошта, кој е начинот, кој е пристапот да таа доминација постојат, да кажеме, две различни јаки и силни особи, карактери и така натаму, само свесни, колку не знам, но свесни за својата позиција, своето место во врската, во општеството и така натаму.
Но како да се изглади еден таков однос и како да и се даде приоритет на љубовта, да се случи љубов помеѓу двајца луѓе кои се тоа што се, но тоа некако да не бидне основен мотив и тема и пристап и не знам што се останат. Па вака да ви кажам, обично браковите се случуваат и резултираат како резултат на заљубеност. Така. Но меѓутоа заљубеноста не е љубов. Поминува. Туку, да, една нејзина манифестација и токму поради тоа овие проблеми кои вие ги рековте се сврзани токму за ова резултат се на Добро. тоа, на заљубеноста, Која поминува? Изгледува, да на кажем. која и недостасува љубов. Љубовта е нешто сосема друго. Сега би можела да кажам дека зошто се случува ова? Па ние како личности си имаме собствени граници. Така. И ние си функционираме во нашите граници. Имаме наши потреби, наши мисли, ставови и така натаму, но меѓутоа и нашиот партнер си има собствени граници. Така. Сега, кога настанува нарушување на тие граници, ако ние дозволиме партнерот да влезе во нашите граници или ние, ако се обидуваме да влеземе во неговите, тогаш навистина има проблем. Значи, нема да има проблем ако секој, тоа се, например, да кажеме, мажот си е еден круг за себе во собствени граници и жената, сега само малку тие два круга си се преклопат. Тоа е тоа заедништвото. Значи се поддржува таа туѓа различитост и се гради собствената. Едниот партнер на другиот му помага на неговиот индивидуален раст и развој, но меѓутоа она кое е заедничко, кое се приклопува, го прават заеднички, но не на уштрб на своите граници. Значи целовитоста, границите се остануваат и на едниот од другиот, но меѓутоа тие треба тука двајца да градат. Дали партнерските односи тука навистина постои љубов, тоа е доказ, таа животна сила помеѓу двајцата. Ако нема таа животна сила, тогаш навистина има тука проблем. И јас така нудам едни 4 реченици и велам ајде да видиме сега што се случува меѓу вас. Го сакам мојот партнер и можам без него. Го сакам мојот партнер и не можам без него. Не го сакам и можам без него. Не го сакам и не можам без него. За да се види она зависна врска која е болна. Секогаш кога ќе изјават го сакам и не можам без него, не го сакам и не можам без него, значи тука се јавува елементите кои треба да секако да се сработат, затоа што тоа е една болна состојба и која не е здрава за функционирањето. Да. Сега да ви кажам, значи за да може да се прифати туѓата различитост, неопходно е да се прифати собствената. Да се прифати човекот самиот онако како што е. Сега, ако ако партнерите имаат расчистено тоа, дека се прифаќаат себе онакви какви што се, но меѓутоа голем број на луѓе не се прифаќаат. Да. Поради X случаи, поради овие несвесни механизми од минатото, тој вели вака, тој мисли дека се прифаќа. Тоа е проблемот што вели, па како јас се прифаќам и тогаш јас прашувам, добро, мислиш дека се прифаќаш или чувствуваш дека се прифаќаш? Тоа не е исто. Сега од мислам се прифаќам до чувствувам, тоа навистина е потребно работа на себе. Да. Како еден партнер се прифаќа, а прифаќањето ја отвара вратата на љубовта, можност да се засака себе си. Кога тој ќе се засака самиот онако како што е и љубовта ќе пулсира, нема потреба да го менува некого, да го контролира, туку има тогаш само спонтано оди прифаќање на туѓата различност и поттикнување на туѓиот, на партнерскиот раст и развој и неговата индивидуалност. И тоа е една здрава врска. Да. Мислам дека воглавно така. Тука е до корено дојдовме како одат тие работи, но меѓутоа секој место да се врти кон партнерот, место да се вртиме кон другите, место да трошиме енергија за да го менуваме партнерот. Не ми се допаѓа ова, не ми се допаѓа. Тоа е последица на недостаток на љубов
на недостаток на љубов, а влегување во некоја нерасчистени работи со себе, Точно. влегување во некоја и сега таму овој ми е крив, нели, вртењето кон другите, оптужувањето. Проблемот не се другите, проблемот е оптужувањето. Да. Значи, ние сме склони да оптужуваме, ние сме склони да менуваме, а тоа е што љубовта во себе, значи не сме ја пронашле тоа, значи секогаш кога се оди, рековме дека љубовта може само да се оствари со свесноста, а свесноста Е прифаќање на како ќе самиот дојдеме себе. до свесноста? Па не може свесност некој да падне од некаде или некој да ни ја даде. Ние мора да се свртиме кон себе и едноставно да бидеме во контакт на кој се случува во нас, за да ги освестиме. И да Кога ќе живееме во освестиме, сегашноста. да, кога нашите тие конфликтни содржини ќе ги средиме, тогаш ние доаѓаме до тој мир. Е сега Да. од мир доаѓаме и наоѓаме решение за се и се што, и овие работи секако дека нема да се случуваат што се случуваат, било на партнерски односи, било На на било релација каков на тип родител, однос, дете. Тука денеска видите, на сите релации имаме ние недобри работи и во коренот на сето тоа, нели, се продлабочува коренот и во коренот на сето тоа се и стравовите. Значи, во основа на сите стравови е најголемиот страв, тоа е стравот од смртта. Сега и тоа треба, нели, напластување. И тоа е апелот да ги оставиме другите, да се свртиме кон себе за да видиме она кој вистински постои, за да направиме Ајде да нешто. видиме, некако времето многу брзо ни помина. Добро. А имаме толку многу работи за кои сакаме да разговараме, но еве веќе тука некаде пред крај. Да би сакала да ни ги кажете или да не посоветувате. Кои се да. правилата за здравото живење? Па, еве вака, гешталт психотерапијата, таа навистина упатува, дава некои правила за здраво живење, но овие правила со свесност треба да се прифатат, за да можат и да се реализираат. Почеток е да сме свесни, така. нели? Вели вака, живеј сега, живеј тука. Затоа што реалноста е тука, живеј во реалноста. Прифати се онаков како што си. Прифаќањето одма чекор кон промен. Знаеш, ние, луѓето се склони да даваат лажна слика. Па, голем број на луѓе даваат лажна слика пред другите. Се плашат од X причини, може ќе Дека бидат нема да отфрлени, бидат може би отфрлени. нема да бидат прифатени, ќе останат осамени, натаму и многу X други работи, но значи кога таа лажна слика ќе ја прикажат, тогаш тие го покренуваат автоматски стравот. Па таа лажна слика треба да се одржи. И така човекот, значи, се врти во круг и ја троши бесполезно енергијата и се отуѓува од себе, бидејќи тој е свртен кон другите за одржување на таа лажна слика. И затоа таа препорака прифати се како што си, затоа што кога ќе се покажам на другите онаква каква што сум, веднаш се ослободувам. И прифати околината онаква каква што е, а не каква би сакал да биде. Да. Некои работи ние не ги сакаме, но меѓутоа мора да ги прифатиме. Тие работи се такви, но што јас да направам за себе во такви едни услови? Па да ви кажам, јас така еднаш Дали на треба мојата... да се избориме за како да ви кажем, ако нешто не ни одговара, ако на пример однесувањето на одредена особа или во партнерски или во бизнес некои работи, ако не ви одговара, дали треба да се изборите и да кажете дека мене таков начин не ми одговара? И да го барам начинот кој што во односот спрема мене не ми се допаѓа, се чувствувам подценето, подгазено, понижено и така натаму. Секој треба да појде од Значи- себе. Секој треба да појде од себе и да расчисти, да биде свесен што е она кое за него е задоволително, што е негова храна. Значи, човекот е сам тој кој бара, одбира, жвака и голта. Сега не може тоа другиот да го прави за него. А кога ќе го одбере она кое го сака, кога добро ќе го сожвака и ќе го голтне, тогаш организмот го асимилира. Тоа е хранливо за него.
Понатаму, биди поштен кон самиот себе. Изрази се низ мисли, желби и чувства и не манипулира низ рационализација, проценки и скривувања. Да. Доживеј ги пријатни и непријатни емоции. Е тоа, не бега од соочувањето со самиот себе, не прифаќа нешто кое е во спротивност од познавање на самиот себе, биди спремен за нови ситуации, биди спремен за промена и развој. Да. Само човекот кога ќе влезе во некои нови ситуации и кога ќе успешно се справи со нив, значи кога ќе го прифати ризикот, тогаш ќе може да ги прошири своите граници. Тогаш ќе допринесе на ослонецот под себе да го зацврсти и тогаш ќе може да најмногу да направи за својот раст и развој. И сака малку да кажем за придобивките од гешталт терапијата. Незините пребогати, навистина даровите се пребогати. И можам да кажам восклик или фасцинирана сум некогаш од тие нови раѓања кои се случуваат на самите психотераписки процеси на работа, нели, на себе, па тоа е едно ново раѓање додека човекот е жив, отфрлање на сето она што не е наше и тогаш се останува човекот, значи, со својата собствени потреби, со својата целина. Тоа навистина е фасцинантно што се случува. И тие пребогати дарови на гешталт терапијата се сврзани за растот, за развојот, за лична слобода, за собствен слободен избор, за прифаќање на одговорноста, за хомеостатската рамнотежа, за една саморегулација, за самоактуализација. Инаку, ние како луѓето имаме вродени потенцијали за креативен и исполнет живот. Така е. Тука е веќе крајот на денешната емисија, а има една убава мисла која вели, ако немате што да работите, работете на самите себе. Тука секогаш има многу работа. Како не? Така да и вакви типови на луѓе или стручни личности кои можат да ни помогнат во многу работи, би било паметно, би било убаво, би било здраво да се обратиме и да побараме за помош доколку се случува нешто во нас што ни е страно, така ли? Како што ни е нејасно, што не ни е објаснимо и што веќе имаме проблем со самите себе си, а не можеме да си помогнеме на било кој начин, што вела да испиеме таблетка и ќе не помине глава. Да ви кажам нешто, дека навистина е потребна стручна помош. Да. Затоа што ние добиваме во образовниот процес некој образование, но меѓутоа нешто недостасува, а тоа кое недостасува, кое е многу клучно и битно за функционирањето на човекот, е како некој да не научи ние да го живееме исполнето животот, како да се справиме со непријатноста, како со тагата, како со загубата. Еве да ви кажам, баш на оваа трибина кога ја имавме, разговарав со еден во гимназија. 3-та година беше детето во гимназија и баш тој ми рече, вика, што е она што недостасува, па вика, сега вика, не знам, имам проблем, али каде да најдам проблем за решението? Па тука се пубертетот, па тука адолесценцијата, па тука се болките на растењето на... И тука навистина е потребна стручна помош, бидејќи никој тоа не ни кажува како ние... Не се посветува внимание за не тоа. се посветува внимание. Се некако го прифаќаат така. Со текот на времето ќе се среди, ќе се дојде, ќе се лечи, но се тоа недостасува, да. Како да го живееме таа животна школа, а таа емоционална некоја интелигенција, недостасува свесност за она што и како ни се случува. А гешталт терапијата навистина дава извонредни резултати за проширување на свесноста, а штом свесноста ќе се прошири, решението се гледа. Точно. Без разлика. Значи, може да се работи на сите возрасти, таа работи со гешталт терапија со невротичари, со карактерно пореметени, но и со здрави личности кои имаат тешкоти во своето функционирање. Сите ние во текот на животот сме во некои наши процеси и ни е потребно помош, не можеме ние секогаш самите да се справиме со се и се што. И не го знаеме начинот, едноставно како. Да. Инаку да ви кажам, начинот постои и затоа
Еве вака за крај сакам уште еднаш да ги поздравам гледачите и да една моја препорака, оставете ги другите, свртете се кон себете за да видите она кој вистински постои. Ете така. Многу убава порака. Ви благодарам, госпоđo Numовска, уште еднаш се надевам ние ќе имаме повторна прилика да се видиме. Бидејќи ви имате и трибини, и одредени настани и предавања, активни сте во областа на овој тип на терапија. А на вас, почитувани гледачи, ви пожелувам убав и пријатен ден и се гледаме повторно во понеделник поточно во исто време.